Ве поздравувам, браќа и сестри, и посакувам Божи благослов. Ме радува што денес гледаме некои лица што не така често доаѓаат во последно време. Некој може би и прв пат. Како и да, денеска сме собрани на ова место за да искусиме една радост која што материјата не може да ни ја даде. Значи, лебот и виното не може да ни ја дадат таа радост. Друштвениот амбиент исто така до некаде може, но често пати делува спротивно од тоа да ни даде радост на ова место во саботниот ден. Па кој единствено може да ни даде радост? Од каде единствено доаѓа? И може да дојде таа радост? Може да дојде само од Светиот Дух. Дали знаете кој бил најрадосниот празник во историјата на Старозаветниот Божји народ? Да. Празникот Сеници. Според еврејскиот календар, денес е 6-тиот ден од празникот Сеници. 8-миот ден задутре е кулминацијата на празникот, кој што бил и најрадосниот ден од празникот. И во тој последниот голем ден од празникот, како што вели евангелистот Јован во 8-та глава од своето евангелие, Исус направил и кажал некои многу важни зборови. Меѓутоа, пред да ги прочитаме некои од тие зборови, би сакал малку да поразмислиме за овој празник. Пред 2 саботи поставив прашање, тогаш беше актуелен празникот на трубите или Рош Хашана, еврејската нова година. Зошто за есенските еврејски празници не постои соодветен христијански празник, како што е тоа случај со пролетните? Да бидам појасен. Значи, кој е првиот еврејски празник, почнувајќи од пролет? Пасха, или на еврејски Песах. Заедно тука се и празникот Бесквасници и празникот Првина, или обредот на првиот сноп. Кој христијански празник одговара на овие? Да, или Великден, или христијанската Пасха, на грчки до ден денес се вика Пасха, исто како и старозаветниот празник. Понатаму следи кој празник? Педесетница. Дали постои христијански празник кој што одговара на? Да. Духовден, Педесетница, и понатаму се вика Педесетница. На еврејски се викал Седмици, Шавлот. Педесетница е христијански назив, а исто така и духовден, затоа што се одбележува настанот, што го означува почетокот на Христовата црква, нејзиното крштевање со Светиот Дух, излевањето на Светиот Дух врз апостолите во горната соба на Педесетница. Зошто за есенските еврејски празници, празникот на трубите, Јом Кипур или денот на помирувањето, или последниот од библиските Сеници, не постои соодветен христијански празник? Дали некој сте размислували за ова прашање? Да се вратиме на прашањето за пролетните празници. Зошто пак за пролетните еврејски празници постои соодветен христијански празник? Тоа е одговорот. Затоа што пролетните еврејски празници укажуваат типолошки
на такви настани од Евангелието, од Христовата служба, кои што веќе се исполниле. Значи, самото пасхално јагне, кое што евреите го колеле со векови пред Христа, нашло своје исполнување истиот датум според еврејскиот календар во Христовата жртва на крстот. Христовото воскресение од гробот представувало вистинското исполнување на еврејскиот празник првина, кога првиот сноп од јачменот, од јачменовата жетва се принесувал на Господа утредента по саботата, значи токму тогаш кога Христос и воскреснал. Педесетница, значи денот кога Господ го дал законот на Синај, со онаа страшна манифестација од која што и самиот Мојсей се тресел од страв, и денот кога израелскиот народ, значи на Педесетница, на тој начин го склучил Стариот Завет под Синај, првото големо улогорување. На тој ден Господ го испратил Светиот Дух во времето на апостолите, истиот тој ден. Според законот тој секојаш се паѓал во првиот ден од седмицата. Секојаш било недела, според Мојсеевиот закон, Педесетница, бидејќи е секогаш 50-тиот ден од празникот први, на кој што исто така бил недела, утредента по саботата. Секоја година. Со крштевањето на црквата со Светиот Дух, Господ истиот ден го склучил новиот завет со домот Јудин и домот Израелов, како што самиот ветил преку пророкот Еремија. И за првите 3,5 години после тоа, црквата и се состојала само од верници од еврејскиот народ, од домот Јудин и домот Израелов. После тие 3,5 години почнале да се присоединуваат кон црквата и гранки од дивата маслина, како што вели апостол Павле, односно верници од паганските народи. Со тек на време се разбира до ден денес тие станале огромно мнозинство во однос на еврејските христијани. Зошто за есенските празници не постои соодветен христијански празник? Затоа што тие се уште го чекаат своето исполнување. На што укажуваат есенските празници? Значи, празникот на трубите, денот на помирувањето или Јом Кипур и празникот Сеници. На какви настани од Евангелието или од Новиот Завет? На последните настани укажуваат на второто Христово доаѓање, на конечното исполнување на верата и надежта, кои што дури тогаш и ќе престанат, бидејќи ќе го најдат своето исполнување, додека љубовта никогаш нема да престане. Празникот на трубите укажува на второто Христово доаѓање. Што мисле, зашто апостол Павле зборува таму во 1 Коринтијаните 15 глава при звукот на последната труба? Која е таа последна труба? Постоеле повеќе видови на трубни звуци кои што се трубеле на самиот празник, но нема да го задржувам вашето внимание со тие детали. Би сакал да прочитам еден текст од Откровението. Дали во Откровението се споменуваат труби? Споменуваат? Колку труби се споменуваат во Откровението? 7 труби во Откровението. И кој е звукот на последната труба? Која труба е последната труба од тие 7? Седмата. Лесно прашање.
Да отвориме Откровение 11 глава. 15 стих. Откровение 11 глава, 15 стих. Дали отворихте на тоа место? Читам од ревидираниот православен превод. Затруби и седмиот ангел. Значи, откако затруби седмиот ангел, што се случува? И по небото одекнаа силни гласови кои викаат: царството на овој свет стана што? Стана царство на нашиот Господ и на неговиот Христос, и тој ќе царува во сите векови. Седмата труба е второто Христово доаѓање. Звукот на последната труба, како што им пишувал Павле на Коринтијаните. Денот на помирувањето, за него малку зборував поопширно минатата година, па ве упатувам уште еднаш на таа проповед, под наслов Јом Кипур, на нашата веб страница adventmk.org. А сега сме кај празникот Сеници. Што мисле, зошто празникот Сеници бил најрадосниот празник? Што било тоа толку радосно во самиот празник? Порано ги споменував оние најбитни детали од празникот, за кои што зборуваат и еврејските извори во Талмудот, а зборува и Елена Вајд опширно во незината книга Копнежот на вековите, во цела глава која што носи наслов на празникот Сеници, и ги обработува 7 и 8 глава од Евангелието по Јован. Најрадосниот дел од празникот бил ритуалот наречен зафаќање на вода, обредот на зафаќање на вода, кој што Елена Вајд детално го опишува и во Пророци и цареви, и во Копнежот на вековите. А исто така и Талмудот во врска со тој обред кажува дека оној кој што не го видел обредот на зафаќање на вода, а сите генерации што живеат после првиот век не го виделе, бидејќи од тогаш не постои храмот во Ерусалим и неговите обреди и левитското свештенство, тој во својот живот не видел веселба и радост. Прето се вели, кој не го видел Ерусалим во својата слава, тој убав град во својот живот не видел. Кој не го видел храмот или изграденото светилиште, тој убава зграда во својот живот не видел. Значи, замислете колку милиони луѓе не го виделе сето тоа. Откако не постои еврејскиот храм во Ерусалим последниве 2000 години. И уште вели Талмудот, оној кој што не го видел обредот на зафаќање на вода, се мисли на еден специјален ритуал од празникот Сеници, на последниот голем ден од празникот, на тој ден кога Исус, според Јован 8 глава, изјавува јас сум водата на животот, пред на собраните евреи во храмот, во Ерусалим. Значи, кој не го видел обредот на зафаќање на вода, вели Талмудот, тој веселба во својот живот, радост во својот живот не видел. Замислите колку сте проклети, затоа што не знаете што е тоа радост и веселба. Не сте го виделе обредот на зафаќање на вода. И не само вие, туку милиони луѓе во последниот 19 векови пред вас. А милиони луѓе и пред нив, кои што не биле во контакт со Ерусалим и со еврејскиот народ. Може би ова само бендисана изјава од Талмудот. Меѓутоа, и христијанските извори и Елена Вајд потврдува во цела една глава во Копнежот на вековите, која што ја посветува за овој празник, дека тоа навистина бил најрадосниот момент. Тоа навистина бил најрадосниот празник во еврејскиот народ. Постоеле најмалку две причини зашто самиот празник бил толку радосен и дури порадосен од пролетните. Прво, затоа што тоа бил празник на целата насобрана жетва. Значи, целата жетва била
собрана до тогаш, до Сеници. И самиот празник представувал еден празник, ден на благодарност кон Господа. Меѓутоа нешто друго, значи не материјалната жетва, не материјалниот приход. Нешто друго било причина за големата радост што го обележувала празникот Сеници. Тоа била... Која била таа причина? Дали може да се сетите што друго? Постоела една духовна причина, зашто празникот Сеници бил порадостен од било кој друг празник. Да. Конкретно што? Ако прашам сега, а на кој празник евреите се чувствувале сосем спротивно од радост, најзагрижени? Предходниот. Денот на помирувањето, судниот ден, денот на очистувањето, евреите требало да постат, да ја измачуваат својата душа, и зашто биле во толкава голема несигурност и страв, еврејската традиција до ден денес тие 10 дена помеѓу празникот на трубите и Јом Кипур ги нарекува страшни денови. Навистина тие укажуваат дека последните настани ќе бидат многу страшни. Второто Христово доаѓање ќе биде страшен настан за овој свет. Само малкумина луѓе од овој свет ќе се радуваат на тој настан. Исус што вели кога го опишува своето второ доаѓање? Кога ќе го видат знакот на Синот човечки на облаците, после сите тие знаци што го најавуваат второто Христово доаѓање, тогаш земните племиња што ќе направат? Ќе заплачат, ќе заридаат. Значи, сите народи ќе заридаат. Тогаш кога еврејскиот првосвещеник, жив и здрав, ќе излезгол од еврејското светилиште, што било доказ дека Господ ја прифатил неговата жртва како помирница за гревовите на целиот Израел, за сите гревови од целата претходна година, било доказ дека е остварено помирување, дека Господ ги простил гревовите на својот народ и за тие гревови повеќе не се сеќава. Како што гласи ветувањето за Новиот Завет, она што Христос го исполнил со својата жртва на крстот. Значи, духовната радост затоа што гревовите се простени. Затоа што гревовите се избришани. Била поголемата причина која што се додавала на материјалниот приход, жетвата и благодарноста за сите тие плодови земски. Празникот Сеници да биде навистина радосен празник. Зошто евреите живееле во сеници, според Божјата заповед, односно во така паушално изработени живеалишта од гранчиња, врбови гранчиња, во текот на тие 8 дена празнување на празникот? Празникот укажувал на еден важен период од историјата на израелскиот народ, а тоа бил кој период? Значи, кога Израел талкал низ пустината за време 40 години, пред да влезе во ветената земја. Тогаш Израел живеел не во трајни живеалишта, туку како и самото светилиште, кое што не било трајно живеалиште, живеел во подвижни живеалишта. Значи, не било недвижнина, туку било движнина. Живеел во шатори. На што укажува сега празникот Сеници во иднина, типолошки, значи, на кој иден настан. Празникот на трубите и Јом Кипур, заедно второто Христово доаѓање, судниот ден, крајот на времето на милоста,
Неодамна прочитав една книга од американски теолог, кој што вели, сосем оправдано се разбира, дека следната сцена од Откровението го представува празникот Сеници во Божиото царство, во небесниот Ерусалим. Што мисле, која е таа сцена? Како? Влегувањето во новиот Ерусалим. Добро, конкретно, значи, кој текст од Откровението ќе го бараме? Пазите, празникот се протегал, значи, 7 дена, цела седмица, и 8 ден бил кулминацијата, последната годишна сабота. Ке отвориме Откровение 7 глава. После описот на 144.000 запечатени, кои што потекнуваат од 12 израелски колена, по 12.000 од секое племе. Во 9 стих апостол Јован вели: и видов потоа и ете големо мноштво народ, кој никој не можеше да го преброи од сите племења и колена, народи и јазици. Значи, ова мноштво се разликува од 144.000 кои што се само од 12 колена израелски. И тоа не баш од сите, например, Дановото племе нема представници. Но ова мноштво од сите племења, колена, народи и јазици, тие стоја пред престолот и пред јагнето облечени во бели облеки и со палмови гранчиња во раците. И воскликнуваа со висок глас, велејки: за спасението наше, че спасението е остварено, реализирано. Тие веќе се наоѓаат каде? Пред престолот стојат и пред јагнето. За спасението наше, слава на нашиот Бог кој седи на престолот и на јагнето. А сите ангели стоја околу престолот, старешините и 4 живи суштества, и паднаа ничком пред престолот и му се поклонија на Бога, велејки: амин, благослов и слава, мудрост и благодарност, чест и сила и мок на нашиот Бог во сите векови. Амин. А еден од старешините прозбори и ме праша: оние облечени во бели облеки, кои се и од каде дошле? А јас му одговорив: ти знаеш, Господине. А тој ми рече: тие се што дојда од големи маки. Кога е поголема радоста? Ако сте поминале низ маки, низ неволи, и сте победиле? Ако сте поминале низ битка и сте победиле? Ако сте поминале низ испит и сте победиле? Ако сте поминале низ надпревар и сте победиле? Или ако немало ни битки, ни надпревар, ни маки, ни неволи, кога е поголема радоста? Кога сте поминале низ сето тоа и сте победиле, или ако немало ништо такво? Кога се радува небото повеќе според Христовите зборови? Кога еден грешник се кае и се враќа во татковиот дом, или кога 99 праведници немаат потреба од покаяние и цело време се во татковиот дом? Ова е навистина опис на празникот Сеници во Божјото царство. Кога спасението е остварено, тие ги испраа облеките своји и ги избелија во крвта на јагнето. И сега внимавајте 15 стих што вели. Затоа се пред престолот на Бога кому му служат во неговиот храм дење и ноќе. И оне кој седи на престолот што ќе направи? Ќе се всели во нив. Меѓутоа, дали знаете во изворниот текст овој глагол всели како гласи? Ќе се ушатори. Значи, Господ ќе го постави својот шатор помеѓу вашиот. Среде вашиот.
во вашиот камп. Ке се ушатори Господ помеѓу нив. И уште еднаш ја повторува апостол Јован оваа мисла на крајот од Откровението, 21 глава, 3 стих. И чув висок глас од небото како зборува: еве го светиот шатор. Повторно вели шатор, зашто не вели храм, зграда, како што бил трајниот недвижен храм во Јерусалим. Зошто во Откровението се зборува за шатор? Сигурно ниту Господ, ниту спасените нема да бидат заковани за една локација преку целата вечност. Може да се движат, како и Божиот престол што се движи, низ разни локации по целата Вселена. Тие одат по јагнето каде и да го следат јагнето, каде тоа и да оди, каде тоа и да ги води. Значи нема да седат на едно место. Но многу побитна причина зашто апостол Јован Божјето живеалиште го нарекува шатор е за да не подсети дека тоа искуство што конечно ќе се оствари во Божјото царство, во небесниот Ерусалим и на новата земја, е вистинското исполнување на најрадосниот еврејски празник, на празникот Сеници. Кога евреите живееле во шатори, движејќи се по пустината на пат за ветената земја. Елена Вајд вели во Патриарси, односно во Пророци и цареви, мислам дека беше Патриарси и Пророци, се извинувам, би било добро Божиот народ и ден денес да има празник Сеници. Се разбира, не може да го има старозаветниот празник, ниту евреите не можат според законот да ги празнуваат тие старозаветни празници. Можат само да го имитираат тоа празнување, оноко колку што без храм и левитско свештенство и без крвни жртви е возможно. Денес можеме да речеме, постои пракса и ние некоја што го направивме, да се одржува посебен ден, да се одбележува посебна сабота како ден за благодарност кон Господа. Меѓутоа, оваа прилика кога имаме света вечера, е прилика кога треба да ја вкусиме таа радост на тој начин што ќе го доживееме одново простувањето на гревовите, бришењето на гревовите. Ќе го доживееме одново искуството кое што израелците го доживувале после секој Јом Кипур, кога нивните гревови беа бришени, спасението остварено и со чисти, радосни срца можеле да учествуваат, да се радуваат на празникот Сеници. Дали сакате да се радувате кога ќе имаме заеднички ручек? Дали сакате да се радувате во остатокот од овој саботен ден? Од тоа ќе зависи од тоа со какво срце ќе пристапиме сега кон обредот на понизност. Дали сега ќе доживееме една нова радост, дали сега ќе ни бидат простени гревовите, во колку до сега тоа не било случај. Господ не повикува, ако до сега постои нешто што не сме го расчистиле со него самиот, или меѓу себе, се уште не е доцна. Тоа сега да го направиме. Ако тоа сега го направиме, тогаш ќе се радуваме. Ќе се радуваме и на заедничкиот ручек, ќе се радуваме и во остатокот на целиот саботен ден. Барем во една бледа форма ќе можеме да доживееме еден предвкус на тоа како ќе изгледа радоста на спасените во Божјето царство, на вистинскиот празник Сеници во новиот Ерусалим. Со овие зборови, прво сестрите, а потоа и браќата, ве упатувам на долната просторија, кон долната просторија, каде што ќе го извршиме обредот на понизност,
обредот на мијење нозе, кој што Господ го востановил последната вечер пред да биде уапсен и предаден во горната соба, а потоа ќе пристапиме кон трпезата, кон лебот и виното, со кој што ќе ја одбележиме Христовата жртва на крстот за нашето спасение.